Зошто? Зошто најаво Султан Селим му ја прочита молбата? Затоа што и вие посакавте тука да се најдеме. Јас, секогаш кога на Средниот Исток има некој нерешив проблем, си спомнувам на Јавус. Падишахот кој сакаше да се сврти кон Европа за освојување, за да биде херој, падишахот за да оди во Европа мораше цел живот да се бори со муслиманите. Зашто? За да создаде единство. Голема трага оставил. Сигурен сум дека знаел, поради тоа што го правеше. Еден дел од муслиманите ќе го преклонуваат, друг дел пак со почит ќе го спомнуваат. Истото го живееме. Историјата со исто нешто не испитува. Ќе бидеме ли единствени или ќе не снема? На кого и како да објаснам? Дека Јавус Султан Селим, ако не мислеше пред своето време, ако не ги земеше со себе курдите, ниту ќе ни го донесеше Иран со својот шах, ниту ќе го освоеше Египет, ниту робството ќе можеше да го искорени. Заедно со курдите сруши 2 турски држави. Ова работа нели можеше да биде без да се повредат туркменџиите? Секако дека можеше, ама. Јас, ова кога го кажувам, немам никаква одговорност. Не се наоѓам на историска точка, не останува трага. Кога португалците ќе го освоеле Хиџас, предпоставувам дека Јавус Султан Селим на брзина и со возбуда реагирал, без многу размислување. Падот на Хиџас, падот на Анадолија и на Истанбул значеше дека муслиманството и турците ќе ги снемаше. На крајот шахот Исмаел со своите луѓе се придружил на помош. Што велиш, Полат? Во Сирија и во Ирак да влеземе ли? Ако влеземе, се што ќе биде. А ако не влеземе, ќе биде исто се што. Обединетите нации донеса одлука за акција во Ливан. Ако зачекориме во Сирија, Иран, Русија, Кина ќе отворат фронт. Но секој нерешлив проблем може некако да се реши. А твое, кое е решение? Прво, малцинството што е на власт таму, значи нусаеритите, да им се гарантираат животите, имотите и днината, за да се убедат од нив еден голем дел не го оправдува режимот на Асад, ама тие знаат дека ако арапите сунити ја земат власта, може да ги масакрираат, како што во Иран не се реши прашањето помеѓу шиитите и сунитите, и во Сирија оваа работа може да ескалира, нели? Ако ние не влеземе во Ирак, и таму ќе биде тешко да се зачуваат животите на курдите. Сунитите и шиитите за ниедно прашање не се спогодиле, но кога американците ќе се повлечат, тие ќе се здружат и ќе ги масакрираат курдите. Ако ние навлеземе во Сирија и Ирак, НАТО нема да ја прифати таа одлука. За двете акции на Арапската лига треба да имаме војска таму. За да ги следиме кидлите, немаме потреба од војници од други земји. Јас не ведувам за Кандили. Јасно е, ако влеземе таму, долги години не ќе можеме да го напуштиме тој регион. Ние не сме како западњаците да правиме акции за нафта. Ние за да ги спасиме животите на луѓето, за правдина, за воспоставување на ред и поредок. Ми поради тоа имаме потреба повторно да се соединиме со курдите. Доволни ли се силите на турската армија за такво дејство? Вие подобро од мене знаете дека моралот е 0. Натрешните сили на Гладио се уште не се расчистени, се уште даваат информации на организацијата. За ова ли сакаше со мене да се видиш, Полат? Да. Стасав докара. Информациите од него можат да користат. Ама тој како и минатите 10 години
Сака да продолжи да живее без да се меша во некоја работа. Земи го кара под команда и извлечи го на видео. Не сакавме да биде подземја, немаше да дозволиме да биде дешифриран. Кара не ти треба во кроп. Во акција ти треба. Тој тоа не го сака. Ако Турција навлезе во гранични акции против тероризмот, не може да најде поспособен човек од него. Биди сигурен. Секоја држава што не сака ние да действуваме гранично, ќе употреби терористички организации. Во прв ред, заколнатите непријатели Израел и Иран тоа ќе го сторат. Ага, дојде Имдат. Војко му не одговора на телефон и сега внукот да го праќа. Ага, се помешале работите. Джефхер бил во болница. Пусат и Фрат го претепале. За нигде го направиле. Джефхер бил во кома. Ја. Ај викни го да видиме. Влези Имдат. Дојди, внучко, дојди. Седни овде. Состојбата на војкот е лоша ли? На Джефхер состојбата му е лоша, ама на Заза му е уште полош. Секако, од секирација му се качиле притисокот, а и шекерот. Не ага. Аха, тој Зулфичар на зидот се заколна дека сите ќе ги заколе. Кого ќе закопале? Ме мати или пусат ти го закопале тие? Ага, за друго би дошол ли јас тука? Добро, јас се налутив на пусат. Ке земав до Сабајле ке го тепав. Ама ако го убиев детето, тука е ме мати. И ако не го убие, тука е бате полат. Сега зошто ние да пролееме крв? Нека помине малку време, лотината на Заза ќе помине. Не можам да го сопрам војко ми. Само тебе ќе те послуша. Никој нема друг да послуша. Добро, внуче. Јас и Джефкер ќе го посетиме, а и со војкот ти ќе зборуваме. Господ да те благослови. Добро, внуче, добро, добро. Ага, уште нешто. Ако дознае војко ми дека сум дошол, ќе ми ги скрши коските. Ти си бил многу зборлив, бе, без потреба. Овој меч на зидов не зборува никогаш без потреба, а и ние толку зборуваме само. Ајде. Фала ти, Мило. Повикај го батко ти ме мати, да касне нешто па да излезе. Мама, 100 пати го викнавме, па не е дете човекот. Стои еднаш викни го, нема да умреш. Кој кого сака, нека убие и нека заврши оваа мака. Не живее во иста куќа со тебе. Салви, Па те ме мати дојде да каснеш додека не се оладило. Доаѓам, почекај. Влези. Како тоа се раскинала со Кенан? А што да направам? Затоа не велам ништо. Раскинувањето е нормално. Зошто на брзинка раскинуваш? Ти рече дека ќе бидеме како едно семејство, затоа го напуштив. Каков јазик е тоа? Ќе ти го искорнам јазикот. Смири се малку, бате ме мати. Види, бате те викам, биди смирен, се си е на свое место, сета убавина и става. Никој ништо не вика за твојата убавина и става. Опа, значи убава сум била. Виновен е тој што зборува со тебе. Човек како тебе кој не се плаши, зошто трепери за мене, не разбирам. Ќерко, човек за својот брат, за децата, ако не се тресе, за кого ќе се тресе? Секако. Да одам и да ја кажам на мајка ми дека немаш апетит. Што зборуваш ти? Што плеткаш?
Пусат ти е брат, нели? Затоа немаш апетит, велам. Бе, наместо на ладно да те чекам, овде на топло си седим. Бате да кажеше и канцеларија ќе ти спремевме. Тие работи не биваат така, Цвето. Кога ќе видиш, добро направивме што го нападнавме човекот. Ама на погрешно место беше. Да го направивме како што треба, ќе броевме $1.000.000 досега. Бате, да одиме заедно и онака ме нервира тој. Бе, Цвето, ние имаме два принципа. Првиот не сечеме сметка, глава сечеме. А вториот не зборуваме, туку правиме. По старата сна дојде. Ерхан, не се гледаме често. Па те нема бе снајки. Се јас ли да доаѓам, Ерхан? Еднаш дојди и ти кај мене. Не дај Боже да одам таму, господјо обвинителки. Доволно беше на времето. Нов ли е пријателот? Нов. Лела. Ерман, Полат ќе дојде? Зборевте по телефон? Зборувавме. Тогаш да ти дадам чај, господјо обвинител. Бога ми ќе се напијам, Ерханче. Ти кој си, чив си, кажи ми да слушнам. Како им се придружи на овие? јас